Повторно сме во вртлок од политичката криза, во нова неизвестност. На само еден ден од најавеното распуштање на парламентот, граѓаните се во неизвестност дали тоа навистина ќе се случи или ќе се постапи според препораките на меѓународната заедница и изборите ќе бидат одложени. Во целиот овој тек на обиди да се излезе од политичката криза, едно прашање остана да виси во воздухот, а тоа е дали во Македонија се уште се прислушува и што се прави за тоа повеќе никогаш да не се повтори. Ова се прашањата за кои што ќе разговараме вечерва во Отворено со двајца представници на политички партии, пратеници, своевиден дуел. Очекувавме тројца, меѓутоа представникот на ДУИ се извини и не дојде вечерва во студиото. Во студиото вечерва пред голем дел од граѓаните, бидејќи вечер имаме навистина голем интерес за емисијата од луѓето кои дојдоа во студиото, се господинот Павле Саздов, пратеник од ВМРО ДПМН и член на комисиите за надзор на службите, на службите. Добро вечер. Добро вечер на вас. И господинот Петре Шилегов, председател на анкетната комисија за скандалот со прислушувањето. Добро вечер за вас, добро вечер за гледачите. Значи, емисијата беше најавена околу надзорот на тајните служби, меѓутоа ние не можеме да го игнорираме она што се случува, она што го налагаат настаните од изминатиот викенд и по овој развој на настаните би требало пред граѓаните да разјасниме што сега. Господине Саздов, председателот на вашата партија, Никола Груевски, вчера не отиде на лидерската средба. Партијата се огради од Питер Ван Хојте. Дали тоа значи дека препораката од меѓународната заедница не е прифатена и цврсто стоите на ставот дека ВМРО ДПМН ќе излезе на избори на 24 април? Видете, ВМРО ДПМН во повеќе наврати кажа и цврсто стоиме на тој став дека ние пристапивме многу одговорно и во делот на надминување на оние забелешки кои што беа во извештајот на господинот Прибе, меѓутоа и во исполнувањето на сите зацртани цели кои што беа дефинирани во договорот од Пржино. Сметаме и сме цврсто убедени во тоа дека сите обврски превземени со договорот од Пржино се реализирани и дека услови за избори во април постојат. Вие така сметате, меѓутоа беше оставено на оние кои влегува како посредници во целиот овој процес да дадат проценка. Тие точно наведуваат за што се работи при донесувањето на проценката дека нема услови за изборите. Денеска во соопштението од ВМРО ДПМН стои дека ЕУ и САД не понудиле аргументи, туку донеле политичка одлука. Можете ли да го објасните ова? Токму така, кои се аргументите на ЕУ на САД да нема избори во април? Да ги набројуваме. Што е тоа што не е досега реализирано, што останува да биде дореализирано, а што на некој начин ќе значи или влие врз изборниот резултат? Роковите за завршување на работата на Државната изборна комисија, прочистувањето на списокот, реформите во медиумите. Прочистувањето на списокот се прави во еден ден. Значи тоа е операција информатичка. Имате дата база од една институција, имате база од втора, имате база од трета, ги споредувате, на крајот слегувате со еден резултат. Барем тоа ми е добро познато, тоа ми е струката. Значи не зборуваме тука за некаква си преобемна или претешка операција на споредување на обични датабази од повеќе институции. Тоа се прави не во еден ден, во еден час се прави тоа. Ако постои за тоа реална желба и волја. Понатаму, имаме министер за внатрешни работи кој што е од релевите на опозицијата. Ако постоеше било каков сомнеш кај него, дополнителен во делот на избирачкиот список, то сега тоа требаше да биде обелоденето, да се покаже и докаже на јавноста дека таков тип на злоупотреби за кои што досега опозицијата инсинуираше, навистина постојат. Ние еден доказ таков до сега не видовме. Значи, ДИК е целосно опремена да ги спроведе изборите. Нејзиниот состав е избран во собранието и тоа по онаква мера по како што сакаше опозицијата. Да нема тука сомнеш или дилема дека изборот на председателот на ДИК и на другите членови така наречени експерти е по барање, односно се желба на ВМРО ДПМН, исклучиво желба на опозицијата и тоа беше прифатено на наша страна. Имаат министер за внатрешни работи и за труд и социјална политика по долг период во владата. Се она што ќе кажам беше премет реално конкретна забелешка од страна на опозицијата која што требаше да се доработи и која што беше укажано од страна на ЕУ и на САД досега е завршена. И во делот на медиумите. Ако навистина правиме искрен разговор, во делот на реформата на медиумите, ако мене искрено ме прашувате, таква потреба нема. Законот за медиуми во собранието беше донесен со помош на нашите партнери од страна на Европската комисија, беше пофален многу пати до сега и неговата имплементација и апсолутно не постои ништо лошо во медиумската сфера во Република Македонија, што не е случај и во други земји. Еве, аз сега имав можност да бидам во САД 2 недели, од тие 5 дена поминав во Вашингтон на молитвениот појадок.
New York Times, најтиражниот вестник во Њујорк, отворено кажува дека застанува позади кампањата на Хилари Клинтон. И сега зборуваме тука ние за медиумска независност, реформи во медиумите, а најголемата демократија во светот, нивните медиуми прво се нерегулирани, а второ заземат страна уште пред самата кампања. 4 месеци. 4 месеци се водат преговори за медиумите. Ќе се заштедеше доста време ако се знаеше овој став на ВМРО дека воопшто нема намера. Видите, да пак ќе влегува повторам, ако постои некоја забелешка која што е конструктивна, која што е како пример наведена во било која друга земја, ние тоа го кажавме. Дајте пример од друга земја, било која во ЕУ, која што се уште не е имплементирана кај нас, а сметате дека треба да биде имплементирана кај нас, ќе ја прифатиме. Меѓутоа, да се прават вакви експерименти кои што никаде не постојат во ниту една друга држава, кои што како предлози ни доаѓаат од земји каде што знаеме дека и многу помалку се регулирани медиумите од тоа што се бара да биде кај нас, навистина е непринципиелно. И затоа велиме дека дека изјавата на ЕУ и на САД, на амбасадорите на ЕУ и на САД е исклучиво политички мотивирана. Апсолутно не постои ниту една обврска од договорот од Пржино која што досега не е во целост реализирана за да дозволи простор на опозицијата, нели, фер терен, освен она обврска која што се надеваше опозицијата дека ќе постигне, а тоа е покачување на нивниот рейтинг кој што за жал во моментот е бетониран на дното на табелата. Шелегов. Јас ќе вратам на почетокот, на вашиот вовед, кажавте остана отворено едно прашање, тоа е што да се спречи, како понатаму се спречи злоупотреба на службите и на прислушкувањето. Не е тоа првото или отвореното прашање. Во овој момент отвореното прашање за јавноста во Република Македонија е каде побогу е Никола Груевски. Тоа е прашање од $1.000.000. Каде е Никола Груевски? Никола Груевски е председател на најголемата политичка партија во Собранието на Република Македонија, кој што е исчезнат повеќе од 8 дена. Се појави, мислам, минатиот четврток или петок на една полчасовна промоција на некој од Унија на млади сили, мислам, беше активност, и човекот го нема. Каде побогу е Никола Груевски? Осеќа или чувствува тој човек минимум одговорност кон сопствената држава, кон сопствената нација, кон сопственото општество, да како еден од носителите или еден од подписниците на договорот од Пржино, сметали воопшто дека има минимум одговорност да се појави пред лицето на македонската јавност да каже конечно што се случува и какви се неговите ставовите на неговата политичка партија. За жал, ние се информираме преку соопштенија од страна на прес-центарот на ВМРО ДПМН. Треба да ни кажат, можеби има човекот нарушена здравствена состојба. Од не знам, значи како се извинувам. Значи имаше сериозен имаше сериозен вовед господинот Саздов, особено и по стапките на исполнувањето на условите за предвремени избори. Би сакал навистина на сите тие да дадам одговор. Навистина за мене е крајно несериозно и неодговорно. Меѓутоа типично за Никола Груевски. Секогаш кога гори во оваа држава, ако се сеќавате, тој беше на пат. Сега нема каде да избега на пат, очигледно. Меѓутоа него го нема на македонската јавност или на своите поддржувачи на крајот на денот излезе им каже ова е ставот на ВМРО ДПМН. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз во текот на денешниот ден одржа пресконференција. Социјалдемократскиот сојуз во континуитет има јавни настапи, не преку соопштенија, не преку порталите од Белизе, туку има јавни настапи каде што се соочуваме вака како што сме вечерва и со новинарите, еве овдека и со граѓаните, каде што ги даваме одговорите на нашите прашања. Зошто? И тоа е тврдење на Социјалдемократскиот сојуз кога веќе стана сериозно јасно дека нема да може во целост да се имплементира договорот од Пржино, зошто сметаме ние дека не се исполнети условите, и тоа веќе не е само тврдење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е веќе тврдење на сите релевантни фактори кои што беа активни учесници и партиципиенти и во создавањето на договорот од Пржино. Тоа се да ве потсетам, спонзори на тој договор се Соединените Американски држави и Европската Унија.
И од една страна, меѓутоа и беа активни партиципенти преку учеството во работните групи во изготвувањето на законските решенија и пролонгирањето на носењето на законските решенија, исто така цело време присутни во договорот. И од тука не е тоа политичка одлука на Европската унија и на САД. Дали во Република Македонија има услови за минимум фер и демократски избори, односно дали се во целост имплементирани обврските од договорот од Пржина. Напротив, станува збор за една студиозна одлука која што е донесена во континуитет. На 29 јануари, да ве потсетам, на сегашниот премиер Емил Димитриев, мислам дека се презива, навистина мислам човекот го држат анонимно, му беше доставено од страна токму на овие и со тоа ВМРО ДПМН се согласи. Токму на представниците на Европската унија и на Соединетите американски држави писмо во кое што го известија дека во периодот кој што следи, во периодот кој што доаѓа, ќе има сериозен мониторинг на исполнувањето, односно имплементирањето на обврските на договорот од Пржина и дека тие ќе дадат заеднички извештај. На 29 јануари ВМРО ДПМН се согласи дека ќе го прифати тој извештај. Без оглед во таа фаза, да речам, ние предпоставувавме, бидејќи имавме формиран политички став што од ВМРО ДПМН не го чувме, дека немаме услови за избори на 24 јануари, а во таа фаза ВМРО ДПМН се согласи, сега не му одговара. И ја примени една тактика. Што направи ВМРО ДПМН? Донесе неуставна одлука на собранието, создаде проблеми, сега тој проблем некој ќе треба на нив да им го решава. Далеку од здраворазумската политичка логика. Вие рековте денеска односно вашиот претседател дека СДСМ нема намера да ја покренува таа иницијатива за промена на одлуката за распуштање на собранието. Значи, за нас таа одлука е неуставна, за нас таа одлука е одлука во која што ние како политичка партија, меѓутоа и како пратеничка група во собранието на Република Македонија не партиципиравме. Луѓето кои што ја донесоа таа одлука сега треба да ја исправат таа одлука. Каков е модалитетот, каков е начинот на кој што тоа ќе го направат е многу едноставен. Едноставно треба да се има политичка волја, пратеничките групи на ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција да поднесат до собранието одлука за да се поништи постојното решение кое што има донесено и да ја завршиме приказката и да ја завршиме вака акутната горечка кризна состојба во која што во овие 2 дена, за жал, ќе мора очигледно да ги преживее нашата држава. И тоа е сериозно неодговорно. Сериозни политички партии, после ваков извештај како што го добивме синоќа, едноставно што требаше да направат, наместо да речат дека, пазете, имаме премиер во сенка, јас го велам, поднесе оставка, меѓутоа де факто сите знаеме дека конците особено во политичкиот живот на ВМРО ДПМН ги влече и во владата, се уште ги влече Никола Груевски. Не добивме од тој човек да излезе и да каже каков е ставот. Ако има минимум одговорност, ќе донесеше денеска пратеничката група на ВМРО ДПМН соодветна одлука во собранието. Не, тој вчера одбра Република Македонија. Мене како граѓанин, вас како граѓанин, присутните овдека, кои што може би се членови на ВМРО или симпатизери, меѓутоа не прашани, да ги скара со целиот современ свет. Сезов? Видете, сообщенијата кои што ги дава нашиот прес-центар со официјални ставови на нашата политичка партија, апсолутно не гледам причина тие да бидат соопштувани од страна на претседателот на ВМРО ДПМН, кој што сакам да напоминам со едногласна одлука на Централниот комитет на ВМРО ДПМН беше избран како кандидат за премиер на следните парламентарни избори што ќе се одржат на 24 април. Каже колегата дека имало сериозна анализа од страна на ЕУ и на САД. Јас можев да прочитам една страна политички говор на ЕУ и на САД амбасадорите пред владата. Апсолутно не постои никаква опсежна анализа и не постојат никакви објективни пречки на 24 април да не се одржат избори во Република Македонија. Да сите политички партии во собранието, освен ВМРО ДПМН, има различен став, имаат можност и СДСМ, и Демократската унија за интеграција, и Демократската партија на албанците, и сите независни пратеници, заедно имаат повеќе пратеници од ВМРО ДПМН, може да обезбедат мнозинство од 62 пратеника, нека таа одлука што е донесена за распуштање на собранието, нека ја донесат одлука за нејзино поништување и нема да има избори во април, меѓутоа тоа ќе биде исклучиво
нивен избор на сите останати политички партии во Република Македонија, освен на ВМРО Значи за ДПМН. свет изборуваме. Ние Значи за свет изборуваме. Не зборуваме за здрава политичка логика, сериозен однос кон државата, Ние- сериозен однос кон граѓаните, зборуваме за политичката света на Никола Груевски. Ќе му падне звездата воколку признае дека нема услови за 24 април избори. однос од оној кој што сме го покажале ние изминативе година и пол, две, како вие како политичка партија создававте криза во Република Македонија, мислам дека нема покажано ниту една друга политичка опција во Република Македонија во изминатите 25 години. Дали тоа значи дека воопшто нема простор за поинаква одлука, бидејќи денеска Никола Тодоров од вашата партија имаше јавна изјава дека извршениот и Централниот комитет засега стојат на одлуката за 24 април. Да, како што кажа, Дали тоа засега значи простор дека може да се смени, бидејќи имаме уште еден ден? видите, секогаш постои простор. Тоа никогаш не можеме да го исклучиме како опција. Надежта нели секогаш последно умира, барем како опозицијата, тоа е евидентно последните години 10 како што се во опозиција. Меѓутоа, она што е важно, и пак ќе повторам, договорот од Пржино во целост е спроведен онака како што беше договорено со СДСМ. Се она што го бараат е дополнително надвор, излегува од рамките на она што е една нормална, да речам, ситуација во Република Македонија. Се она што го бараат е дополнително на она што реално требаше да се случи во овој период и кое што не донесе до овој процес, до овој степен, да имаме одлука во собранието и на 24 април, согласно тој истиот договор кој што е потпишан од сите 4 политички партии, Република Македонија повторно да оди на превремени парламентарни избори, на кои што граѓаните ќе имаат можност да го дадат својот глас. Имав можност сега да дојдам до овдека, ме донесе еден господин со такси. Обичниот народ тоа го бара. Не е тоа дека ВМРО ДПМН сам сака да оди на избори. Народот го бара тоа. Народот го бара тоа. На народот му е веќе дојдено прекуглава од сите овие конструкции кои што досега ги правеше Социјалдемократскиот сојуз. Целокупниот овој период, единствено нешто што се трудеше Социјалдемократскиот сојуз да направи, за нивна жал, не за наша, е да го сине нашиот рейтинг. Користејќи прљава кампања која што ја спроведува и претпоставаме ќе спроведува во целост. Да има нешто да направат позитивно, ќе окачаат својот рейтинг. Тие се уште се на дното на табелата на рейтингот. И тоа е единствена обврска што не е реализирана од тој договор од Пржино, а што тие се надева дека ќе им донесе плюс поени за да можат некогаш да победат на избори во Република Македонија. Господинот Сазов зборува на памет и не знае дека качување на политички рейтинг на политички партии не е дел од договорот од Пржино. Ова го повтора втори или трет пат. Првиот пат навистина мислев дека направивте лапсус. Да се разбереме неколку работи. Република Македонија е заложник на носењето на политички одлуки од страна на луѓе кои што не се рационални во своите размислувања. Повеќе од половина од извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кој што е носител на одлуките на ВМРО ДПМН е политички, се луѓе обвинети или осомничени за злосторничко здружување. Значи, обвинети или осомничени за злосторничко здружување. И сега вие мене сакате да вие нашето, господине Сазов, почитувајте ги институциите кои што ги подпишавте, како што е специјалниот јавен обвинител, и сега вие мене сакате да му убедите дека приносењето на политичките одлуки Гордана Јанкуловска, Милија Ганакиевски, Кирил Божиновски и ред други членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН се реални, они не се уплашени од тоа што ги очекува во иднина во нивниот живот. Нормално дека се нерационални, затоа што се плашат за својата лична судбина. И толку околу тоа политичките одлуки на ВМРО ДПМН. Централниот комитет на ВМРО ДПМН е сочинет од над 100 членови и сите едногласно го поддржа таа одлука. Од кој што ладно едно 50 ќе ви завршат со обвинение. Сите 120, значи една работа се разбере. Како знаете вие сега, вие сте Кацјанева или кој го воите? Значи јас знам кои луѓе беа и јас знам кои луѓе и кои ликови беа инволвирани во вистината за Македонија. Во добар дел не беа, али едно 50 беа, затоа јас ви реков. Сега, околу кризата, не верувам дека така, која што се импутира и се спинува цело време од страна на ВМРО ДПМН дека Социјалдемократскиот сојуз ја создал кризата. Енглезите имаат една поговорка, вика "Don't kill the messenger", или не го убивај гласникот. Она што Социјалдемократскиот сојуз го направи во изминатава година и
еден месец веќе, како помина од првата бомба па навака, е дека на јавноста во Република Македонија и соопштивме што е тоа што го правеле носителите на високи државни политички функции. Значи, кризата во Република Македонија е ситуација која што кулминира во изминативе година дена, започната е многу порано, пред воопшто да дојде почна да ги финансира заедно да снимат, јасно. Пред ова работа ќе дојдеме до тоа. Јасно. Значи, кризата е резултат на стравичното лошо владење на ВМРО ДПМН, на стравичната партизација на Република Македонија, на стравичното уништување на сите државни институции кои што треба да се грижат за редот, законот, поредокот, бенефициите, правата на граѓаните на оваа држава. Тоа одеднаш исчезна. Тоа стана партиски испостави, општински комитети или местни комитети, како веќе ги викаат во нивната хиерархија. Тоа веќе не се државни институции. Тоа се политички органи на ВМРО ДПМН. И за да не мислите дека тоа јас го тврдам, многу ми е драго што господин Саздов ретерирал во изминативе неколку месеци. Првото за што се фати е извештајот од Прибе. И го спомена во своето излагање и баш го забележав. Еве го прво што сум забележал е Прибе. Ова се што јас го тврдам, ајде што е политички став на Социјалдемократскиот сојуз и мој политички став што го презентирам пред граѓаните. Ова е содржано во извештајот за Прибе. И Република Македонија во континуитет во последниве 4 или 5 години добива сериозни забелешки за состојбата во институциите, за партизацијата на институциите, партизацијата на судството, партизацијата на јавното обвинителство, партизацијата на било кој орган на управата, на било кое министерство. Единствен начин во Република Македонија да дојдете до било каков бенефит е да сте член на ВМРО ДПМН или дуи како дел од владеачката структура. Само да се вратам на една работа, бидејќи на конкретна ситуација, бидејќи ќе ми остане, а го забележав во излагањето на господинот Саздов. Да не тврдите дека заради министерот на внатрешни работи на Социјалдемократскиот сојуз не сме дошли до определени сознанија. Во барањето за спроведување на истрага во кој што се осомничени половина извршен комитет на ВМРО ДПМН, меѓу кои што и поранешната министерка за внатрешни работи, децидно стои дека повеќе од 60.000 граѓани или 60.000 луѓе, се уште не можам да тврдам дали се тоа креирани или вистински луѓе, во изминативе 2 години се воведени во државјанство. Значи, читам од тоа или кажувам од она што е, дека повеќе од 35.000 лични карти кои што не требале да бидат издадени, се наоѓаат внатре во рамките на Министерството, се наоѓаат неподигнати во рамките на Министерството за внатрешни работи. Ако ги соберете овие две, зборуваме за 95.000 граѓани. Само уште една работа. ВМРО ДПМН, сега господинот Саздов кажа трета цифра за тоа колку време нам ни треба да го пречистиме избирачкиот список. Првото нивно тврдење беше дека е 14 дена. Второто, и тоа беше 14 дена на 29 јануари. Како приближуваше, имавме изјава дека е 3 дена, денеска имаме тврдење од господин Саздов дека е 1 ден потребен за пречистување избирачкиот список во услови кога Државната изборна комисија се уште нема започнато да го прочистува избирачкиот список. Ако тоа беше, господине Саздов, толку едноставна работа, зошто не го завршија за еден ден? Ќе го завршија. Очигледно е дека затоа што не сака да го завршат. Не сака да го завршат. Не сака да го завршат да ви дадат алиби на вас да бидат избори. Не сака да го завршат онака како што вие мислите дека е завршено. Зошто не би сакале дик да го завршат и зошто миналата седмица би носела политичка ми остана одлука? само се извинувам, актуелниот закон за медиуми по кој што работат медиумите во Република Македонија. Актуелниот за кој што ВМРО ДПМН се лупа во гради, модри се веќе во градите од тоа што се лупа дека донеле европски закон. Ја доведе Република Македонија на 117-то место за состојбата на медиумите во светот. Да ви кажам една работа. Нью Йорк Таймс можеби јавно декларира дека ќе се залага за господја Хилари Клинтон во претседателската кампања и тоа е легитимно. Меѓутоа Нью Йорк Таймс го нема курир што му ги пишува вестите. Електронските мејнстрим медиуми во Република Македонија, сакате македонската национална телевизија што е скандал само по себе. Сакате Сител, сакате Канал 5, сакате Алфа. Се јајце на јајце исти за пирката и имате во саботажите на вашиот колега Сречко, кога ги читаат спикерите истите речени
реченици. Таква состојба во медиуми, Телма, господине Либертас, Сазов. Плюс Инфо, Ајденон, да Бриф, да продолжам да ги редам. Значи, вие Оние можете... кои што исто вашето соопштение до Забирка ги објавуваат сите подеднакво. Затоа што е легитимно да објави соопштение, го објавуваат партиското соопштение на... вие обвинувате за една работа иста работа. Партиско соопштение на политичка партија да партиско соопштение се едно, било што. Значи партиското соопштение на една политичка партија да го прочита новинарска куќа е работа на новинари. Да пренесува портали до запирка не е работа на новинари. Значи го пренесувате курир, главниот и одговорен, Плюс Инфо, значи главниот и одговорен уредник на македонската телевизија, проблемот што и вие вечера веројатно ви се вика курир. Сега курир се извинувам, има газда од Белизе. Дозволете, веројатно гледачите ќе добијат сега некаква слика што се случува на тие преговори во клубот на пратеници, од прилика веројатно вака изгледа. Не, господин Саздов не учествуваш. Да, меѓутоа како би изгледала една дискусија меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, проблемот околу медиумите мораме ова да го кажеме што еве и тука се поделија на вашите и нашите соопштенија. И со вас ќе престана да се работува. Проблемот е во тоа што медиумите еднаш треба да застанат и да работат по професионалните стандарди, да се престане веќе со тоа тие на едните, тие на другите или тие можеме ние да ги контролираме, а овие ние ќе ги контролираме. Медиумите се комерцијални, значи видите, медиумите се комерцијална. Ама не се пропагандистички куќи, господин Саздов. Медиумите се приватен бизнис. Постојат стандарди во медиумите. Постојат во новинарското стандарди прави кои би требало да се работат. Што газата на приватниот бизнис ќе реши. Сега имаме голем проблем. Значи оваа емисија постои за да се разјаснат работите, дали се работи во интерес на граѓаните, дали политичарите го препознаваат интересот на граѓаните. Еве и да се случи да се одложат изборите. Како мислите вие за еден месец да постигнете согласност околу овие работи за да не дојде пак во прашање 5 јуни како датум? Значи согласност за избори ние ќе имаме од страна на СДСМ во оној момент кога тие ќе почувствуваат дека може да победат. Се до тој момент СДСМ ќе бега од избори. Не јуни, не септември, не март другата година, за 5 години додека не дојдат во состојба. И тоа се го кажа Бранко Црвенковски кој знае да го прочита. СДСМ нема да прифати да оди на избори до оној момент додека јавните анкети нема да покажуваат дека тоа оди во нивен прилог. А тој го покажува во 2 години назад дека тоа не се случува. Тоа е единствена причина зашто сака да бегат од избори. Инаку сакам да појаснам две работи околу тоа што господин Петер Шлевов кажа, а е манипулација, гледам дека се трудат да манипулираат и во делот на избирачкиот список, меѓутоа и во делот на државјанството и личните карти. 60.000 државјанства. Да, кога ќе се роди новороденче и во Македонија и во странство, се врши упис во државенство на Република Македонија. Кога ќе побара некој државјанство, дали по економски основ, дали по основ на брак, и тоа државјанство се заведе во вкупниот број 40 квадрати, 50. Тоа е државјанство, ни не зборуваме за лична карта. Понатаму 35.000 лични карти кажува дека има. Да, има 35.000 лични карти, не ги подигнале. Луѓе доаѓаат, аплицираат за лична карта, заминуваат во странство, таа лична карта останува во МВР, се дека не појдат. Значи го имаме проблемот со одат времено надвор, дали тоа може да постат некој, дали можеби тоа е по некаква работа или било што. Значи не се во моментот тука да си ја подигнат личната карта и тоа се случува. И за пасош и со лична карта и со водачка дозвола. Мене ми се има случајно да се сликам за пасош, да не го подигнам, да заминам на пат во странство, да се вратам и си го подигнам после еден месец. И сега што ќе ме броите таму во тие 35.000, дека не сум си го подигнал пасошот или личната карта? Тоа се оние работи кои што се трудат тие да ги спинуваат за да имаат во прилог. Не кажуваат правата вистина. И во делот на бројката на избирачкиот список кажува дека бил голем. Па ние по уставот на Република Македонија, секој државјанин на Република Македонија има право на глас. Без разлика дали е роден во Скопје, во Тетово или роден во Торонто. Ако земеме математиката која што тие со нивните бројки да шпекулираме сега. 1,8 милиони били избирачи на избирачкиот список. Република Македонија има 2 милиони жители, плюс колку рековте се оцелени наводно? 600.000 били оцелени наводно. Не знаеме дали има 2,6 милиони. Значи, по основ на што има? Да речеме, по основ на последен подпис. Да речеме дека Република Македонија има 2,6 милиони државјани. Нели е таа бројка реална ако се 2,6 милиони државјани бројката на избирачкиот список? Значи пак фактите не ги кажуваат онака што треба да направат. Може ли да го слушнеме Александар Митревски бидејќи во оваа емисија граѓаните поставуваат прашања? Морам една реченица бидејќи мислам дека е навистина одговорно како одговорни луѓе. Себе си се бројам во таквите. Она што не смееме да го заборавиме, ние кои што сме внатре во политиката и кои што на извесен начин носиме одлуки кои што влијаат и на овие деца овдека што седат во ова студио. И тоа се сериозни одлуки кои што ќе определат за нивната иднина.
ние носиме и таа категорија. Заради таа сериозност. Баш ме интересира една мерка како ќе задржиме Балтија Македонија. Една мерка ме интересира да И слушам од било кој член на Таа СДСМ. категорија е Позитивно. мисловна именка во чиповите на ВМРО-ДПМН. Се вика општествена одговорност. Општествената одговорност покрај политичарите, господин Саздов, мора да ја имаат и медиумите за да можеме да зборуваме за нормална атмосфера. Тоа е веројатно што А ќе има тако, ако одлучува агенцијата кога ќе им даде дозвола да работат, кога ќе цензурираат прилог или нема цензурираат прилог, агенција која што ќе бидете вие по ваш предлог, медиумот тоа не ќе е доведе до она што ќе му се кејфне на газата. Ако имате собственост медиум, вие можете да фатите политички страна, меѓутоа морате да бидете општествено одговорни кон целокупното општество. Тоа се обидуваме да ви го кажеме. Јас не знам, значи вчера на седницата на образование, кога зборнав за некој работи, господјата Најденовска што е претседател на таа комисија, вели на комисија за образование. Се навистина, јас и вас за жал ве учам на демократија и тоа е образование. Значи срамота се овие работи, да не чувствувате минимум одговорност. Медиумите се многу сензитивни затоа што овие луѓе ги црпат од таму информациите и ги насочувате нивните размислувања на диригиран начин. Тоа што го прави Курир или што го прави вашиот центар за комуникации преку Курир до останатите медиуми е и слободно тоа ќе го кажам геноцид врз македонскиот народ затоа што ја уништува самосвеста. Што е поразлично кај СДСМ? Што е поразлично од Плус Инфо, Либертас, Ајденон, локално Бриф и ред други медиуми, портали? Јас сум портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Фокус. Јас сум портпарол на Социјалдемократскиот сојуз и одговорно тврдам дека никого, за разлика од вашиот шеф на Центар за комуникација Илија Димовски, никого не можам на порталите или на медиумите што ги нарековте, се извинувам. И ова е болната точка, медиумите околу кои напредок не може да се постигне во обидот да се направи една работа да ви кажам. политичките партии. Дозволете имаме само една интерес во реченица завршувам. граѓаните. Воколку сте навистина толку убедени во својата супериорност на бројките и анкетите и вашата популарност, зошто не дозволите да ги ослободиме медиумите во Република Македонија? И кажете, бидете фраери, вие не знаете фраери да бидете. Што ви треба, дечки, ова ни треба. Нави ова е да одиме на избори. Што ви е проблем? А вие сте ги прашали медиумите што ми треба? Кого, Латас? Па медиумите, сега зборуваме за медиумите. Кој е тој медиум што вие сте консултирали и кој што ви кажа да, стварно, ова овдека нечи ни треба да се смени. Нема ниту еден медиум во Република Македонија што кажал такво нешто. Освен вашиот политички експонент Насер Самани, председателот на ЗНМ. Жал, господине Саздов, овие куќи што ги споменав не можеме да ги ставиме во рамките на медиуми. Тоа се пропагандистички куќи кои што користат национална концесија за да ги трујат овие деца со лаги и глупости. А врз основа на што е квалификува Насер Салмани како политички експонент на СДСМ? По тоа што има блиски ставови со СДСМ и секогаш кога треба, секогаш кој им треба некој. Еве, ако велите кого сте прашале, ако му велите него, вклучете ги медиумите и постигнете договор. Меѓутоа јас не можам да се дозволам да влегувам во дебатата, но Александар Митревски дали може да го слушнеме. Александар Повел. Извинете. Микрофон? Извинете, јас ви го земам зборот, се извинувам. Вака. До господинот Саздов едно прашање. Ме интересира, еве велите дека сте ги спочитувале сите точки од Пржинскиот договор и велите дека СДСМ бега од избори, зошто тогаш и меѓународната заедница и Европската унија рекоа дека на 24 април нема услови за фер и демократски избори и ако сте толку сигурни во поддршката од страна на граѓаните, што би ви сменило 2 месеци, 3 месеци или колку е потребно да се одлажат истите и да се испочитува договорот во целост? И само уште едно кратко подпрашање, каде е господин Никола Груевски, еве како што сте вие тука, на дебата да се појави како лидер на владеачката партија и да се соочи со граѓаните, воедно и со господинот Зоран Заев, кој што го има повикано на дуел многу пати. И јас го викам, нека дое, нема проблем. Дали може да одговори? Видите, за прашање до председателот на ВМРО-ДПМН ќе треба да упатите лично до него и ќе ви одговори соодветно. Во делот на она што го прашате претходно, значи во делот на изборите, во ред, еве да се согласиме дека изборите ќе ги одложиме 2 месеци. Јуни 5, така беше датумот? Не, тој датум е од вас шпекулација. Тука е проблемот. Тука е проблемот од СДСМ. Што тие велат да се одложат изборите, ама до недоглед. Не е точно. Значи, да се одложат изборите, односно не до недоглед, до оној момент кога тие ќе бидат доволно сигурни дека ќе можат да победат.
Секогаш Дали ќе може биде да тоа во победиме ако јуни, се фери во демократски, да не септември, се лажеме. во март 2017, 2018, не е важно. Значи, тука е проблемот, што граѓаните во Република Македонија се втурнати во агонија од криза која што тие создадоа, која што треба да заврши на 24 април согласно договорот од Пржино. И ние како одговорна политичка партија до крај си го спочитувавме договорот и до крај го спочитуваме со тоа што изборите си ги закажавме на 24 април. Алте Регото збори, си ги закажавме. Ако не сака Алте Регото зборува, си ги закажавме. Значи, како пратеници во собранието си ги закажавме изборите на 24 април. Јас како пратеник ги закажав изборите, гласав за таа одлука согласно договорот од Пржино, да бидат на 24 април. Патем речено и Зоран Заев има ставено подписан тоа договорот кој што сега бега за негова целосна реализација. И да се согласиме како ВМРО ДПМН. Еве нека бидат изборите на 5 јуни. Нека потпишат гаранција дека ќе бидат на 5 јуни. Можеби тогаш ќе постои причина да им го дадеме уште тоа, да им го отстапиме уште тоа, надвор од договорот од Пржино, и на 5 јуни, 15 јули, кога што тие ќе се чувствуваат спремни да дадат на избори, да ни кажат, ама да гарантира дека на тој дом ќе имаме избори. Граѓаните се во агонија, тие сакаат ова да заврши, народот сака ова да заврши. Апсолутно народот сака ова да заврши, господине Сазов, меѓутоа на никого и демократски не води во прилог оваа криза која што наметнаа СДСМ да продолжи. Ниту на стопанството, ниту на фирмите, ниту на граѓаните, ниту на политичарите. Единствено им оди во прилог на СДСМ, бидејќи кој што кажав, нивната позиција е бетон на дното. И на Насер Салмани. Се извинам. Ако смеам. Одговори веќе на тоа претходно прашање. Само малку се извинам. Во моја Значи вака да се изјава. разбереме. Дали во Република Македонија има криза или не, верувам дека не треба да има објаснување на граѓаните. Очигледно дека мораме да повторуваме некои работи бидејќи или се забораваат или намерно не се споменуваат. Дека имаме политичка криза е факт потврден со подписот на сите политички лидери на договорот од Пржино. Поентата на подпишувањето на договорот од Пржино беше да се надмине политичката криза. Како се договоривме да ја надминеме политичката криза? Со имплементирање на обврските во тој политички договор. Каде, да кажам, народски ВМРО се зезна? Мислеше дека ако го потпише договорот со фиксиран датум на избори, без да направиме сериозни реформи во општеството кои што ќе доведат до релаксација на политичката атмосфера во Република Македонија и општо на политичкиот амбиент, ќе може да спроведеме избори. Добро, дали тоа значи дека вие сега нема да се согласите со фиксирање на датум? Не е само тоа, ако го читате... Еве вие да ја направите таа грешка што ја направивте првиот пат. Значи, господи Јанцовска, вака сега. Одговорите ми на прашањето, морам малку да токму на тоа. Не е прашањето дали Социјалдемократскиот сојуз ќе се согласи. И ако приметуват, имаме еден конзистентен став во изминативе неколку месеци откако се проблематизираше можноста, односно неможноста, се извинувам, можноста, односно неможноста да се има фери демократски избори на 24 април. Ние тогаш рековме и сега велиме и е потврдено во вчерашното соопштение од Европската унија и Соединетите американски држави дека форсирањето на датум без да бидат исполнети, односно спроведени, имплементирани реформите кои што ќе доведат до таа ситуација е залудна работа. Но од друга страна, во изјавата на Бели беше спомнат датумот 5 јуни и веројатно повторно ќе се инсистира од нивна страна на датум за да може тоа да биде некаква граница која што ќе ги поттикне реформите кои со тоа тешко одеа. И СДСМ вели, ние не лицитираме со датум, ние велиме дека ако постигнеме договор за медиумите, ќе оставиме на Државната изборна комисија како орган надлежен за спроведување на изборите да соопшти на македонската јавност до кога е во можност да го прошири да прочисти избирачкиот список. Добро, според роковите кои досега се спомнати, овие дополнителни 40 на дена би до требало крај да се изјавата вчерашна на меѓународната заедница или ако ја перцепирате во целост, ќе каже дека споменатиот од некој од лидерите 5 јуни, значи не е тоа дека е предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Добро, но не е случајно споменат датум. Некој го споменал, меѓутоа може да се долови само ако веднаш се пристапи кон сериозно имплементирање на останатите неисполнети обврски од договорот од Пржино. Јас тоа го читам, за жал, дека ако не почнеме од вчера, што вика народот, и тоа не го завршиме во нареднава недела, дури и терминот што некој го споменувал на тие средби 5 јуни е доведен во прашање заради неможноста временска да се имплементираат во целост обврските. Добро, господине Саздов,
Ахмети вчера излезе со став дека на иста линија со меѓународната заедница, тој е ваш коалиционен партнер, тој вели сметаме дека средбите треба да продолжат да се постигне компромис согласно со сите страни за да не се дозволи договорот од 2 јуни да пропадне. Контактирате ли со нив? Знаете ли, требаше вечерва да биде гостин Талат Џафери од ДУИ, меѓутоа рече дека поради набиената агенда во собранието, ви благодарам вам што дојдовте, тој не можеше. Јас сум пратеник сега. Да, па и господин Сазов е пратеник, вие покажавте доблес. Меѓутоа, значи дали ДУИ имате од нив одговор дали ќе одат на избори на 24? Видите, сметам дека за прашања кои што се однесуваат на ДУИ треба да даде одговор ДУИ. Меѓутоа ќе повторам она што кажав претходно. Политичките партии во собранието донесоа одлука избори да има на 24 април. И ние остануваме на тој став. Кои политички партии? Ако смета опозицијата во моментов, СДСМ, па и ДУИ, и ДПА, и другите пратеници, настрана пратениците на ВМРО-ДПМН, дека таа одлука треба да се поништи, нека ја поништат. Значи игра на нерви. Кој прв што ќе преземе за да се поништи одлуката, бидејќи ние досега преземавме избори на кои што ќе настапат сите партии. Чекори да надминеме кризата, направивме многу отстапки во полза на опозицијата, да им покажеме и докажеме дека со црна кампања не се добиваат избори и дека во април изборите ќе си ги изгубат онака како што губат 10 години наназад. Тие се потрудија, не успеа, треба си ја признаат вината и грешката, да си излезат на избори во април, да си ги изгубат изборите како што покажуваат анкетите, нека си се консолидираат потоа, нека направат програма, нека победат на избори за 4 години. Како партија иницијатива таква за промена на одлуката за распуштање до сега не сме разговарале, значи како што кажав, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и Централниот комитет на ВМРО-ДПМН цврсто стои за одлуката, изборите како што беше предвидено во договорот од Пржина и како што досега го почитувавме, така планираме да го почитуваме понатаму, изборите да се бидат во април, 24 април да се одиме на избори, да ставиме крај на оваа агонија во која што е вструната Македонија. И што ќе се случи доколку останете вие на тој став? Значи собранието се распушта утре на полноќ, техничката влада пропаѓа. Не пропаѓа, таа е техничка во континуитет. Излегуваат министри на СДСМ. Не може да излезат. Кој ќе ја прифати оставката ако излезат? Тие, да, формално може да поднесат оставка, нема да има собрание да ме прифати, така што нема каде да додат. Они си се подписници на овој договор и ќе си го почитуваат до крај како што го почитуваме и ние. Изборите се закажани во април. Мислите ли дека на 5 март државната изборна комисија ќе ви даде подпис на прочистен избирачки список за да можете да влезете? Видите, значи како што кажав претходно, за жал во изминатиот период видовме од нивна страна одедена доза на субјективизам кон СДСМ. Ние не знаеме како државната изборна комисија ќе постапи во ден на случај. Меѓутоа, Заев нечини, СДС. Кажав, споредба на датабази од аспект на информатички, на системски аспект, се прави веднаш. Значи тоа не е никаков проблем да се тоа среди, да се споредат базите, иако постојат одредени нерегуларности како што инсинуира опозицијата, тоа да се прочисти во еден ден. Ако се има желба и волја да се тоа заврши. Ма зошто би биле сите против? Зошто би биле сите блиски? Зошто еве велите денеска во соопштението дека политичка одлука е тоа на меѓународната заедница? Кој е интересот на меѓународната заедница политички одлуки да носи, а не проценка на ситуацијата? Видите, значи нашиот интерес е договорот да си го почитуваме до крај и да си одиме во април на избори. Зошто тоа? Тоа е нашиот интерес. Јас не можам да зборувам за интересот на СДСМ, за интересот на другите. Тие си имаат своји интереси. Тоа се причините треба да се ги барате кај нив. Нашата причина да одиме на избори е ставање крај на оваа политичка криза на 24 април оваа година, да тргнеме агонијата од граѓаните, да се релаксира стопанството, да се релаксира граѓаните и да продолжиме понатаму со сите оние зафати реформи кои што ги имаме превземено изминатиот период и да се реализираме програмата која што интензивно ја изработуваме. Кои се мотивите на СДСМ, кои се мотивите на САД и на ЕУ да направат такво соопштение како што пуштија вчера една страна со која што ништо не е наведено, ништо не е кажано само дека нема услови. Ништо апсолутно не е кажано, ни кој од ДИК им кажал дека не може да се прочисти избирачки список. Имаме изјава ни од ДИК дека такво нешто не е возможно. Каде Чичаковски го нема? Повикавме да одржи јавна седница, не одржа. Го нема денеска да даде изјава. Каде да каже, да, ова е објективно причина зашто не можеме да го прочистиме избирачкиот список во тој сегмент. Тоа што луѓето престанаа да се притресуваат, вие кои ги повикувате јавно, тоа е веќе сериозен проблем на авторитетот министер за вътрешни работи. Минатиот период. МВР го даваше избирачкиот список на ДИК, тие го прочистува и потоа се одеше на избори. Да сакал Оливер Спасовски да се заврши својата задача, да бил убеден дека со прочистен избирачки список прочистен по нивна мерка ќе победат избори, тоа ќе напал до сега. Тие знаат, тие се убедени дека ќе изгубат нови избори. И тоа е проблемот кај СДСМ. Тоа е проблемот што тие се толку слаби што и да прават и што и направи во изминатиот период не им помогна да си го зголемат рейтингот кај македонските граѓани.
Тука е главниот проблем. Они смета дека Пржинскиот договор тоа ќе им го донесе, не им го донесе тоа. И сега што ќе правиме сега нов договор за да ги донесеме до некој си барем приближно ниво до ВМРО-ДПМНЕ, па да имаат шанса да не победат на избори. Не, се постигна доста работа од Пржинскиот договор, остана една-две кои требаше да завршат со Јас ви некаков гарантирам компромис. дека да имаат било каква објективна, реална забелешка во делот на медиумите, што е било каде, во било која друга земја, направена, спроведена во делот на регулацијата на медиумите, за ВМРО-ДПМНЕ е прифатлива. Било која земја, Белгија, Норвешка, Шведска, Германија, Австрија, од Хрватска нека биде, нека не денеме погоре од Балканот, од било која европска земја, нека донесе законско решение, ние ќе го прифатиме во целост. Морам да се уфрлам, ама не можеме да ви давам збор, обидете се на сето ова што го изнесе Саздов вкусот да одговорите, бидејќи имаме и втор дел од емисијата за се ворет, ама не можете да дајете повелете, 10 минути да елаборираме, мене 2 кажете. минути да вратам на тези кои што се многу спорни. Значи, ќе почнам со една многу проста споредба. Кај се скаравте со сите деца во оделението, со СДС, со ДИК, со јавното обвинителство, сега почнате и со класната да се карате. Со Европска унија и со НАТО да се карате и они не ви чинат. Класната не ве сака, сите ве мразат и вие сте доброто детенце во оделението. Народот сака, тука е суштината. Тоа е колку тоа што народот ве сака, колку народот ве сака, се гледа тоа што не дозволувате во оваа држава да имаме фери демократски избори. Ако дозволиме да имаме фери демократски избори, тогаш навистина ќе можеме да зборуваме за тоа кого народот поддржува, кого не во својата работа. И тука би завршиле многу сериозен корпус од тие работи што ги изнесовте, кои што се навистина неточни. Воколку има еден проблем кај ВМРО-ДПМНЕ, воколку човек не во нивните тефтерчиња. Ако човек не се наоѓа во нивното тефтерче, тој е по дефолт СДС-овец, комуњар, што треба да биде сотрен. Значи, таа ги парафразирам нивните зборови, се извинувам на јавноста на... А да парафразирате дека ќе живи додека дојдете на власт, тоа вака би било по-прифатливо за граѓаните да го слушнат. Меѓутоа, господине Саздов, тоа што сите, знаете како, ако во животот еден ви каже дека сте грешка, и не треба да се размислите. Ако ви кажат двајца дека сте грешка, тоа е веројатно случајност. Меѓутоа, ако тројца ви речат дека имате грешка, ќе треба дебело да се замислите за своите тврдења. Јас не сакам да влезам во тоа што вие како политика сметате дека е исправно и да го терате како ВМРО-ДПМНЕ. Она што го знам е дека доколку се случат фери демократски избори во Република Македонија, тогаш и само тогаш ние ќе можеме да разговараме за сериозните проблеми кои што ги мачат граѓаните и нивното секојдневие. 10 години сте власт и вие сега да тврдите дека еве само што не ни тргна, е навистина безобразлук и подценување на јавноста. Вие сега допрва ви текнува да ги вработите, да ги вработувате луѓето во проектите на Никола Груевски кој што никаде не постои. Да не зборуваме за вработување 250 луѓе ставте без работа. Една мерка немате спроведено во вашите мандати досега, кој што помогнала на граѓаните на Република Македонија. Да почнеме да почнеме да ги редам сите фирми што инвестирале досега. Неизвестно тоа дали ќе се распусти на вистина собранието утре на полнок, изгледа дека сепак ќе остане и во текот на утрешниот ден. Ќе почекаме да видиме што ќе се случи. Барем анкетната комисија кризата требаше, се извинувам? Барем анкетната комисија вие да ловивме. Да, анкетната комисија, да. Секогаш здраво. Кризата во Македонија целиот овој период требаше да се решава низ остварување на обврските од Пржино и низ покажување на некаков напредок околу реформските приоритети кои што ги наведе Рајнхард Прибе. Меѓу нив, како еден од многу важните во споставувањето на контролата на тајните служби, оригинално така ја најавивме емисијата, меѓутоа поради настаните моравме и актуелните моменти да ги изанализираме. Значи, одиме сега на ова анализа, бидејќи во текот на целиот овој период на напор да се реши кризата, останува да виси едно прашање во македонската јавност, тоа е дали се уште се прислушува. Владимир Христовски го постави ова прашање на социјалните мрежи на профилите на Отворено, само може тој сами да се го формулира. Имавме уште неколкумина кои што не успеа да дојдат, а го имаат истото прашање. Владимир, повел. Добро вечер на сите присутни овде и голем поздрав до гледачите пред малите екрани. Воедно, чест ми е што присуствувам на оваа дебата и ми представува задоволство затоа што ме интересира оваа тема. Но пред да го поставам моето прашање, сакам и да ви се заблагодарам што ми дозволивте да го поставам. Моето прашање е која е улогата на парламентот при проверка на разузнавањето и зошто парламентот треба активно да учествува во надзорот на разузнавањето. И исто сакам нешто да го прашам господинот Саздов. Дали за вас собранието е центар за релакс масажа?
На ова второто само куса, ако може, бидејќи ова другото е многу Павле се бил некаде во... поважно. Предпоставам се однесува на имам едно помагало на столчето во собрание, пишуваше за тоа доста. бидејќи имам проблем со грбот, имам повреда при работа во Канада кога живеев и морам да го имам тоа помагало на столчето, нема врска со масажот, тоа е помагало за мојот грб. Така што тоа се само до вие проопозицијски медиуми проба да ми наштете на мојата чест и углед, ама тоа е секојдневие за мене веќе. Значи, во поглед на улогата на парламентот, видите, тоа е на нормална демократска придобивка во сите демократски развиени земји, да граѓаните преку парламентот, преку своите избрани представници имаат контрола врз оние служби кои што се и не така јавни во своето работење. Значи, што сакам да кажам? Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање спроведуваат операции и се занимаваат со прашања кои што се не секојдневни за граѓаните, кои што се не толку отворени за граѓаните, значи станува збор за операции во делот на спречување на тероризам, мерки за справување со илегална миграција, трговија со шверц дрога и така натаму. Значи, тоа се работи кои што не се секојдневни, кои што во огромен дел се тајни. Бидејќи сме ние избраници на граѓаните, треба да гарантираме дека органите на државната управа, вклучително и безбедносните органи, треба да работат согласно законите и Уставот на Република Македонија и Уставот и на другите законите на другите држави во другите парламенти, се формирани вакви надзорни тела кои што имаат, значи, цел да го тоа проверат. Дали овие служби работат согласно закон, дали ги пречекоруваат своите овластувања, дали ги прекршуваат законите по кои што работат и така натаму и така натаму. И тоа за едукативниот дел, значи каква контрола треба да има парламентот врз овие тела. Меѓутоа 10 години комисијата и според она што е забелешено во извештајот на Прибе и според она што се слушуваше немаше контрола, добивте обврска да пробате да ја воспоставите таа контрола. Докаде се работите и шилего се разбира. Така. Значи, видите вака, тука сакам да напоменам уште една работа која што не ја спомена во едукативниот дел, тоа е дека по обичај надзорните комисии се во раците на опозицијата и така и во Република Македонија. Значи, Комисијата за надзор над спроведување на посебната истражна мерка следење на комуникациите има 5 членови, од кои што 3 се од опозицијата и 2 се од власта, од владачкото мнозинство. И најчесто во сите други развиени демократски земји, опозицијата го води тој процес на надзор. За жал, кај нас, изминативе 10 години, не се случило досега опозицијата да поведе иницијатива, легитимна, реална иницијатива, или да проба да направи било каква одстапка во делот на надзорот. Или тоа било суопарно разредување на извештаи кои што пристигнале, или било злоупотреба на комисиите во одредена политичка битка, во одреден сегмент и потоа згаснувала нивната работа. Опозицијата е крива. Исклучиво само тогаш овие комисии заседавале. Од делот, значи од извештајот на Прибе па наваму, кога беше јасно кажано дека овие комисии практично досега не функционирале, ние тоа го објаснивме на господинот Прибе дека не може да функционираат, опозицијата го блокираше работењето на парламентот. Тројца од овие пратеници во таа комисија треба да се од опозицијата. Кажувам за последниот мандат. Инаку и претходно тие немале желба едноставно да го прават ова, гледам и зошто немале желба да вршат надзор. Скандалот за прислушувањето треба да е доволен аргумент во тој дел. Значи, досега не постоела иницијатива на било кој пратеник од опозицијата, член на надзорните комисии, да се направи надзорна посета над било кој орган кој што се занимава со безбедноста. Нити Агенцијата за разузнавање, нити УБК. Тоа е една работа. Не, објаснете го само ова дека скандалот за прислушување било мотив тие да не бараат контрола, па ќе одговори. Скандалот за прислушувањето и извештајот на Прибе практично тоа и го кажува. Ти кажува дека овие комисии воопшто не заседавале во континуитет 9 години, дека немале никаква контрола. И по добивање на тој извештај, и тури беше сугерирано да направиме адхок решение. И ние тоа го направивме, така што оние пратенички кои што остана во собранието, независни, беа вклучени во работата на овие тела и ние практично за прв пат, минатата година, појдовме во надзор. За прв пат. И во Агенцијата за разузнавање, и во Управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа беше прв пат во парламентарната историја на Македонија, на иницијатива на владачката партија да се појде во надзор над овие два органи и два пати потоа повторно наша иницијатива. Ќе ја потсетам само, имавме и дуел со колегата Хари Локвенец, 2 часа скоро блокира работењето на комисијата, бидејќи сакавме да донесеме заклучок да појдеме во надзор. И тие изнаоѓаа 300 други изговори, зошто да не одиме во надзор?
прв пат го скршивме мразот, имавме тука пакетно препирање, може да подоцна да разговараме за тоа. Веќе отидовме сега и втор пат во надзор. Веќе втор пат отидовме во надзор, беат колегите, јас за жал бев на пат, не можев да појдам со специфична тема за која што се дискутираше и сакам да кажам дека тој процес почна да живее. Дали ќе остане така во иднина, оставиме времето да покаже, меѓутоа дека е потребен, е дефинитивно потребен да имавме контрола парламентарна. Па макар таа била и на едно првично ниво. Јас сум убеден дека службите нема да сакале, нема да се дозволеле вработените во службата да си ги злоупотребат своите службени овластувања и легално да ги користат системите за прислушување, како што е и еден од ДФИС ја призна вината во делот на Куч. Јас не можам да верувам дека вие навистина верувате ова што го зборувате, да обвините опозицијата дека нема парламентарен надзор на службите за државна безбедност или безбедносните служби е навистина скандалозно и се граничи на ниво на безобразлук. Се извинувам на зборот, меѓутоа тоа е навистина така. Во Република Македонија од 2006 година навака, од кога ВМРО ДПМН е на власт, е оневозможено на опозицијата да може да направи реален не е точно тоа, значи ниту една до сега. Провери во архивите на собрание, ниту една до сега формално не е дошла за почок. Можам да ви потврдам и одговорно да ви кажам дека и господинот Есат Рахич како поранешен претседател, се извинувам сега, навистина бев трпелив и ве сослушав, иако ми се креваше косата од тоа што го слушам. Значи и господинот Есат Рахич како поранешен претседател на таа комисија, господинот Тито Петковски во другата. И било кој што раководел со било која да вие комисија му било и оневозможувано. Самото законско решение што го има донесено ова парламентарно мнозинство, мислам дека во 2011 оневозможува на комисијата за надзор на службите за безбедност да можат слободно и без најава да отидат во инспекција, односно во контрола на тие служби. И тоа го потврдуваат и токму оние муабети кои што вие не сакате да признаете дека постојат, за вас е така полесно. Можеме да ја чуеме господја Јанкуловска како кажува дека они ќе си бараат, јас нема да ги примам и крај на муабетот. Нека потврди како ценева дека тоа е гласот на Гордан Јанкуловска. Она што сакам да го кажам, дека таа снимка е релевантна и валидна. Ама живеете си во својот свет на вистина, ама не морате да ме прекинувате, кога зборувам. Значи 2011 е донесено такво законско решение да едноставно не може парламентарците да влезат во Министерството за внатрешни работи без МВР тоа да го одобри. Првата забелешка во извештајот на Приве гласи: причините за одолговлекувањето на скандалот во Македонија се во концентрација на моќта во Националната безбедносна служба УБК и злоупотребата на механизмот на надзор. Само малку, значи ајде го лоциравме или господинот Прибе го лоцира проблемот дека е злоупотреба на надзорот. Не е овозможено на опозицијата да влезе, такво е законското решение. Што е индикативно? Имате 3 посети на Управата за безбедност и контраразузнавање кои што се направени во периодот од јуни до сега, значи во изминатите 8 месеци, веројатно испровоцирани од токму од актуелната политичка криза, меѓутоа и од извештајот од Прибе. Првата е која што во јуни месец ја прави парламентарното мнозинство само за себе, тоа го спомена господин Саздов, и втората е кога опозицијата учествува во тие комисии. Последнава е тематска и се однесе само на едно прашање, да не навлегуваме сега во тие безбедносни детали. На пременувањето на бегалците, дали се првата е така. Значи првата е кафе пие. Првата јас ја викам, таа во јуни што реализира владачкото мнозинство само кај себе, ја викам кафе пиење. Втората што е единствена, да кажам, релативно квалитетна и во која што реално партиципираат пратениците од опозицијата, има тематски се побарани од директорот тогаше, не знам дали и сегаше, на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, методологиите, начините, апаратурата, сите тие податоци на тој состанок се побарани со кои што располага Управата за безбедност и контраразузнавање, како би можело да се, и зборувам и во техничка, зборувам и во правна смисла како правилници,
како би можело да се направи една целосна слика за тоа која е опремата и кои се потенцијалите и кои се процедурите низ кои што Управата за безбедност и контраразузнавање може да врши законско прислушкување. Не законско вршат перманентно и се уште тоа го прават. И тоа по налог на политичкиот врв на ВМРО-ДПМН. Јас околу тоа немам дилема. Сега, индикативно е што после тој состанок каде што се побарани сите овие податоци за правната легислатива, за процедурите, за начините, за техничката опрема, за методологијата, за сите тие работи, до ден денешен не се доставени на комисијата во собранието од страна на дирекцијата безбедност и контраразузнавање. Значи, сме имале една кафе пиење, сме имале една што била полуработна на која што биле побарани конкретни податоци и сме имале една тематска. И таа половично работна, јас ја велам, која што биле побарани, не е до крај реализирана заради неодговорноста или непостапувањето на Управата за безбедност и контраразузнавање, каде што после Сашо Мјалков мислам дека дојде кадар исто така именуван од ВМРО-ДПМН Коспин Груевски, мислам дека, или не знам како се вика. Не е Никола. Никола ги користи бенефитите. Слушалките ќе се кај него, дефинитивно. Така што можеме ние да зборуваме, можеме да зборуваме ние за што сакаме. Реална контрола од страна на Собранието на Република Македонија, односно надлежното работно тело, комисијата, кое што треба да е раководено од опозицијата, во изминативе 10 години за време владење на ВМРО-ДПМН не е направена. Направен еден половичен обид, тој орган е должен согласно законот на комисијата, односно на собранието ги достави и документацијата и потребните податоци. Такво нешто до моментот до кога ова го снимаме не е направено. Но имаше и една... Тоа не е точно, сакам само да поправам. Значи, наистина не е точно. Она што го побаравме од страна на УБК беше доставено до нас, а она што УБК не го поседува како акт, бидејќи УБК не носи акти, носи Министерството, му сугерирав на колегата од СДСМ да побара од МВР, до сега не е побарано. Значи УБК може да достави само тоа што го поседува. Тоа што не го поседува не може да ви го достави. Актите ги носи МВР. Министерот Оливер Спасовски нека не ги достави актите, нека ги достави процедурите и упатствата кои што се влечат од законите, од законските акти. Кај него се, он ги носи, подпишани се најверојатно од него или од претходните министри. Не се во УБК. Значи, УБК ни достави тоа што побаравме. И тоа е факт, тоа е реалност. Ако тоа опозицијата не сака да го прифати, тоа е во ред. Меѓутоа, тоа ни е доставено на нас и се доволни информации за да можеме ние да вршиме надзор врз УБК. Прашањето, колегата кажа имало 3, ги нарече половични. Не, две воопшто не се. Две биле кафе пиење, една била половична. Прашањето е зошто 9 години опозицијата не покажала желба да го тоа реализира. Зошто изминативе 10 години од 2006 година наваму кога првпат донесен законот за следење комуникации, а и претходно кога е формирана комисијата за надзор, бидејќи законот за следење комуникации занимава само со тоа прашање. Надзорот над безбедносните служби е пошироко прашање. Тука се вклучени и УБК и Агенцијата за разузнавање. Зошто во 9 години? Не е точно дека досега имало обиди, провери во архивите и провери со службата. 9 години ниту еднашка формално не е поднесено барање до комисијата од ниту еден пратеник, освен овие 3 што ги споменав на наше барање, да се закаже седница со заклучок за посета и ниту еднашка таква не е реализирана. Да го тврдите тоа кога од собраниска говорница тогашниот претседател Тито Петковски бараш од министерката Јанкуловска тогашна, и таа не овозможи таа посета, навистина не е сериозно. Вториот момент, очигледно е дека ние имаме различна перцепција, за жал, меѓутоа многу сериозно е што имаме различно вреднување. Да тврдите дека актите по кои што работи Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање не се акти на дирекцијата, а таа е орган во рамките на Министерството за внатрешни работи. Значи, они се должни на барање на комисијата, тие се акти на Министерството за внатрешни работи по кои што работи дирекцијата. Сега нас не убедувате дека кога сме после во дирекцијата на директорот, што е, велам, издвоен орган, му ги побарувате, дајте ми ги актите, протоколите и правилниците по кои што работите и викате не, тие не се наши, тие се на Министерството за внатрешни работи. Господине Саздов, не можам на вистина да го прифатам. Ама УБК ни достави голем интерес од господин Силвана Ивановска која во врска со оваа тема постави дури 8 прашања. Дали ќе може да ја слушнеме Силвана Ивановска?
Благодарам. А јас ќе ве замолам, ви имавте доста прашања поставени, да, меѓутоа тие направете што не еден беа избор и одеднаш одговорени. поставете ги за да Да, заедно. на кратко само. За момент помислив дека ја промашив просторијата, дека договорот од Црниче е тема на емисијава, но на вистинско место сум. Ети и во светски рамки сведоци сме на многу, да ги наречам, скандали, каде што разузнавачките капацитети, користени на погрешен начин или со злоупотреба, доведоа до сериозно нарушување на националната безбедност, како и на личните слободи и права на човекот и на граѓанинот. Па еве конкретно за кај нас, споменавте кои се механизмите за надзор и контрола. Ме интересира колку тие функционират. Еве 10 години велите дека немало надзор над работата на разузнавачките служби. Зошто е тоа така до двајцата гости во емисијава? Дали сметате дека во Република Македонија разузнавањето има перспектива, односно да ја оствари примарната функција за која постои разузнавањето, тоа е заштита на виталните интереси на државата? На другите прашања беше горе-доле одговорено. Благодарам. Ја да стартам за разлика. Значи, Да. не е дека немало контрола, била оневозможена контролата од страна на власта во изминативе 10 години. Тоа е за мене сериозна и терминска, меѓутоа и суштинска разлика. Да се нема контрола и да биде оневозможена контролата се две различни работи и за жал еден од начините, една од причините заради кои што сме дојдени во ова сериозна политичка криза е токму злоупотреба на безбедносните служби, во конкретен случај дирекцијата за безбедност и контраразузнавање со целокупниот технички и човечки потенцијал со кој што располага во полза на заштита на политички интереси на управлячката структура. Мора да најде оваа држава начини и механизми и тие начини и механизми постојат како да се оневозможат понатамошните злоупотреби и не треба тоа да биде исклучиво во рамките на парламентарната процедура, туку и процедура која што ќе побарува носење на определена законска регулатива каде што точно ќе се прецизираат начините, активностите, методологиите за употреба. Во конкретниот случај, во последниот скандал со прислушкувањето, не станува збор за законска употреба на службите за обезбедување, односно контраразузнавање, туку за класична употреба за партиски цели од страна на ВМРО-ДПМН. Ако прифатиме, а прифаќаме, верувам дека целокупната јавност, дека во изминативе 10 години дојде до сериозна партизација и зборува во текот на вечерва, сериозна партизација на останатите институции за потребите, и тоа го гледате, и се именуваат судии од тефтери, се именуваат обвинители од тефтери. 680 скандалозни одлуки имате токму на тефтерските судии во Основниот суд Скопје 1 кои што однесуваат по мерките за обезбедување. Јас не велам да бил определен притвор за овие луѓе што беа осомничени за злосторничко здржување. Ама да не определите како судија минимум мерка за обезбедување која што би значела јавување еднаш неделно во судот, одземање на патна исправа. Еве нека не биде нити куќен притвор. Значи имате лепеза на мерки со кои што ќе го обезбедите присуството. Вие како суд, тефтерски суд, јас го велам, да одберете да не изречете никаква мерка за безбедност за сериозни кривични дела кои што засегаат во основните права на граѓаните на Република Македонија, меѓутоа и за сериозни индиции за сериозен изборен криминал, тогаш зборуваме дека станува збор за сериозно партизирана институција, како што е во конкретниот случај Оделението за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1. Ако две реченици завршувам и јас сум нели со времето. Значи, ако прифатиме, а мислам дека прифаќаме сите, дека е дојдено до сериозна партизација на институциите, зошто мислите побогу дека перјаницата на партизацијата, стравот и трепетот во Република Македонија, човекот чие што име не смееше да се изговори во изминативе 9 години, што се вика Сашо Мијалков и е прв братучет на Никола Груевски, баш ДБК не ја партизирал. И сега зборуваме и слушаме од страна на ВМРО-ДПМН дека тоа некој го правил без негово знаење и тоа го злоупотребил. И таму е и вашиот, да речам, професор од факултетот за
за безбедност еден од осумничените, господинот Верушевски, што е скандал пар екселанс, меѓутоа тоа е сосема друго прашање. Значи секаде се партизиравме, завршувам една реченица, секаде се партизиравме, само таму баш Сашо Мелков кај што беше се идеално чисто и лошите комуњари, Најверојатно зборува за она седница кога именуваа 680 суди во собранието по мерка на Бранко Црвенковски, а меѓутоа да не навлегуваме во она што се случило претходно. А колега Шилегов, имаме признание овработен во правата за безбедност и контраразузнавање кој што вели дека го прекршил законот, ја злоупотребил својата службена положба и дејност и неовластено ги користил системите за прислушување по наредба на Верушевски и на Зоран Заев. И тоа е пресуда, тоа е јавно достапен документ, човекот си го кажал тоа. Не е пресуда, господине Сазов, морам да ми влегувате во струката. Пресуда по основ на признание од еден човек не може да биде користена како доказ. Пресуда е, колега Шилегов, ама сепак е пресуда. Значи не може да биде користена како доказ. А за кршените прсти и заканите врз сопругата на човекот што ги даде, што ги даде за нешто барем да се согласите за да видиме дека има навистина интерес нешто да се направи во интерес на граѓаните на оваа држава, бидејќи како и да се свртат работите, што и да се случи понатаму, вие ќе мора да соработувате како политички партии во оваа држава. Јас ветувам дека уште еднаш ќе се разговара за оваа тема во отворено. Навистина имавме кусо време притиснати од актуелните случувања. Само една реченица, сепак оставате простор дека е можно да се повлече одлуката за распуштање на собранието, Саздов? Па ќе кажам, надежта кај СДСМ последно умира секогаш. Кај СДСМ? Секогаш умира последно кај нив. Вие оставате ли простор да се одреден датум доколку има доволно време за да се завршат обврските? Значи ВМРО ДПМН е креатор на целокупната политичка криза, вклучително и оваа акутна дневна криза со противуставната одлука што ја донесува. Така што немаме ние да речам во кој сегмент тука би партиципирале. Таа е работа што сами ја создадува, би требало сами да ја расчистат. Како одговорни, веројатно ќе ги презееме сите чекори, иако сметаме дека примерно ВМРО ДПМН и ДУИ треба да ја решат таа приказна, меѓутоа да сме живи и здрави што велат старите, ќе видиме што ќе донесе утрешниот ден. Не би преюдицирал она што знам дека нема да биде. И уште една реченица, не би сакал да шпекулираме со датумот за избори. Ајде да бидеме сериозни во обврските кои што ги превземаме во нашите животи, вклучително и политички, да ги исполниме и Државната изборна комисија да го утврди датумот. Тоа е најодговорната одлука што може да донесете, колега Шилев. Најдете кој ќе го потпише избирачкиот список дека е прочистен. Павле Саздов, Петре Шилегов, ви благодарам многу што бевте вечерва во отворено и се соочивте пред граѓаните на Република Македонија. Вакви дебати да има што повеќе е навистина посакувано за здравјето на демократијата во оваа држава. Почитувани гледачи, вас ви благодарам на вниманието и на сите вас, почитувани граѓани, што бевте вечерва во студиото. Можете и вие да предлагате ваши теми на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Пријатно до следниот понеделник.